првата негова изјава беше: мене ме следат странски служби кои што се блиски до голема опозициона партија. Го прашавме министерот, овој несудениот кандидат за председател од СДСМ Оливер Спасовски, дали е безбеден господинот Пендаровски. Денеска демантот стигна од премиерот и председателот на СДСМ, кој што рече дека Стево Пендаровски е апсолутно целосно безбеден. Значи кандидатов трката, покрај тоа што граѓаните порано ги навредуваше, не би сакал да го повторам зборот, почнува со лагат. Како можеме ние понатаму, како луѓе, да ја дадеме довербата за човек кој што го навредуваше сопствениот народ, ајде од истиот тој народ бара поддршка, а целокупната кампања ја почнува со лаги. Не само што е дел од заевизмот, туку тој човек представува голем и жесток апологет на деспотот Заев, кој што денеска видовме, рекаше за заевизмот дека уствари не е заевизм, туку тоа било завистизам, завирлизам, како го нов заевизам. На што да му завидувам? На тоа што Македонија ја направи според листата на транспарентност интернационал на исто место со Свазиленд и Руанда и Танзанија, со тоа што сме последни по раст на економијата во регионот и во југоисточна Европа, со тоа што убиство имаме, речиси, секој ден или некаков човек исчезнува. Со што? Со тоа што не направи никаква реформа во образованието, во здравството. Зашто да му завидувам? Тој човек не само што успеа да си ја понижи, омаловажи сопствената држава и сопствениот народ, туку и представува навистина големо разочарување за сите оние граѓани, не само оние кои што беа против него од самиот почеток и кои што бевме сигурни и убедени дека не може да го испорача нити минималното тоа што го ветува. Туку и оние кои што му ја даваа поддршката, секојдневно ги гледаме како јавно се оградуваат од него, дали тоа било на социјалните медиуми или преку изјави или преку некаков друг на механизам. Така што овој заевизмот добива епидемиолошки размери,